Почитувани, пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ ќе ја даде подршката на измените и дополнувањата на Законот за акцизи и Законот за здравствена заштита, кои веќе се на дневен ред на 25-та седница на Собранието на Република Македонија, а со кои се предвидува дополнителен 1 денар по кутија купени цигари и да се издвојува како средства исклучиво наменети за финансирање на лекување на ретките болести кај популацијата. Откако председателот на владата, господинот Никола Груевски, во текот на вчерашниот ден го најави ова системско решение, ние како пратеници од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ сметаме дека на овој начин ќе се помогне на лицата со ретки болести на кои им е неопходна поддршка и финансиски средства за лекување. Предложените изменувања и дополнувања на Законот за акцизите се во насока на зголемување на акцизата на цигари по парче и минималната акциза во износ од 0,053 денари. Средствата од зголемувањето на акцизата ќе представува приход на Министерството за здравство кој ќе се користи, односно ќе биде наменет за помош на лицата со ретки болести. Со предлогот на законот се предлага зголемување на специфичната акциза по парче цигара и на минималната акциза во износ од 0,053 денари. Во оваа намена измени и дополнувања ќе се направат и во Законот за здравствена заштита, со што се предвидува дел од акцизата на цигарите во висина од 0,053 денари по парче цигара да се одвојува за набавка на лекови за ретките болести, како и начинот на незината наплата. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ безрезервно ќе гласа за овие предлог измени на Законот за акцизи и Законот за здравствена заштита. И на тој начин ќе допринесеме овие луѓе кои што иако се во мал број во Република Македонија да добијат помош од државата и да допринесеме за олеснување на процесот на лекување. Ова представува системско решение кое што треба да помогне во справувањето со ретките болести и истото како решение е присутно во повеќето европски земји. Министерството за здравство, иако досега имаше одреден буџет за помош на лицата со ретки болести, сепак лекувањето со овие болести, лековите кои им се потребни на граѓаните се доста скапи и очекуваме со оваа реформа овие лица да добијат дополнителна помош бидејќи им е потребна. Според проекциите, преку ова решение треба да се соперат дополнителни 250 милиони денари годишно, средства кои ќе бидат дополнување на постоечкиот буџет на Националната програма за ретки болести. Со овие средства се планира покривање со соодветна терапија на сите лица со ретки болести. Ја поздравуваме ова одлука на владата на Република Македонија, исто како што ја поздравија и многу граѓани на Република Македонија, пред се Сдруженијата на лица со ретки болести, кои што ја оценија како давање на втора шанса за живот. Пратениците од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ секогаш ќе поддржуваат и ќе гласаат закони кои директно им помагаат на граѓаните пред се кога се работи за лица кои заради некоја болест се соочуваат со разни потешкотии. Олеснувањето, поддршката и пред се финансиската подкрепа од државата секогаш ќе биде добредојдена кај овие лица. Ние пратениците не правиме разлика и не ги делиме нашите граѓани, ние ги браниме и се бориме за спроведување на нивните интереси. Ви благодарам.